За гостите во денешната куќа на фудбалот и не треба специјална најава. Дел од војниците во четата на Благоја Милевски, војникот број 1, Игор Алексовски, не е заради тоа што си на голот, војникот број 2, Бесир Демвири, Дарко Велковски, ќе го видиме во сектор C1, ќе седи на седиште 3 во ред 1. Момци, ви благодарам што сте во куќа на фудбалот. Благодарам и вас на поканата. Не ви здодеа да го гледате Благоја Милевски постојано од 11 октомври до 16 на секоја телевизија, во секоја емисија, како го анализира и како го раскажува патот до успехот на репрезентацијата до 21 година? Па не, секако дека не ни здосади, баш напротив, баш е убаво да се гледа, односно да слушаме пофалби како збори за нас, за сите нас. Бесир? Го гледавме, значи селекторот и не само селекторот, сите играчи беа секој ден, може да кажам, во некој интервју. Мило ние што се зборува такви зборови за нас и за стручниот став. Милевски ќе каже, тоа не се херои, тоа се нешто повеќе од херои. Што сте вие? Супер херои? Може и така да наречеме, дека сме и супер херои, пошто е прв пат историја за фудбалот да и за државата. Супер Алексовски на голот на Македонија, имаше брилијантни интервенции во текот на квалификацијскиот циклус. Каде, пријателе, ти беше најтешко? Чувствуваше најголем притисок? Притисок нигде не сум чувствувал. Може најтешко ми беше на првиот натпревар со Украина на домашен терен, бидејќи ми беше прва утакмица и деби за младинската репрезентација, но најтешка утакмица ми беше со Шкотска. Што помислуваше кога свирна пенал во 90-та минута главниот судија, па после ја смени одлуката? Ништо викам, не е можно ова 90-та минута, 1-0 водиш, свири пенал, но си да реков во себе морам да го одбранам сега пеналот и да донесеме 3 бода во Македонија, нели? Но подоцна ја смени, нели, главниот судија одлуката и ни падна камен од срцето. Тогаш падна буквално камен од срце кај сите и тогаш веројатно чувствувавме вистински дека сега сме на правиот пат да обезбедиме место во историјата. После 7 дена од тој историски пласман, се чувствувате ли како вистински фудбалски звезди, како некој кој што донел зрак светлина во македонскиот фудбал? Нормално дека ќе се чувствуваме така, пошто минавме еден надпревар со Шкотска, значи што го спомнавме таму, како да кажам, надпревар што не може да се заборави, свирна пенал, па го сврти мислото. После сега, после еден надпревар со Шкотска тука во Скопје, видовме сите, публика имаше, не поддржаа сите и тоа беше, не знам, не можам да го кажам ова со зборот што се случуваше. На надпреварот против Украина на гостински терен славевме со 2-0 и тоа беше извонредна победа, но имаше една анекдота со секретарот на нашата репрезентација, мојот драг колега Зоран Зафиров, кој сум јас, си го прашал пред почетокот на надпреварот. Може да кажам, тоа беше... Тој не ми го знаеше името, така се однесуваше кон мене. Ја му вратив дека ќе слушаш од коментарот. И тоа од коментарот, значи на утакмицата што беше тој. И тој за среќа и дадов гол и тој го слушна моето име и сега го знае. И тоа е начин за некој да ве мотивира. Веројатно тоа најдобро го прави селекторот Благоја Милевски. На кој начин строгиот на поглед и во однесување Благоја Милевски ви ја даде сета таа енергија да издржите до крај? Па добро, он воопшто не е строг со нас, знае како треба да се понаша еден селектор. Пред секоја утакмица на сите состаноци ни збори дека ние сме на исто рамниште со другите репрезентации, дека можеме и многу подобри резултати да вадиме. Едноставно не опушта во играта. Ама не сте на исто рамниште со Франција, например, кога ќе погледнеме на Трансмаркет, вредат повеќе од 100 милиони евра. Тие вредат, али сега ние сме тие што сме повредни од тие. Не можам да кажам финансиски. Туку кој е на европско, тој вреди повише. Колку дена ви требаше да сватите дека ја израдувавте буквално јавноста, дека го направивте тој чекор за кој што ние мечтаевме речиси 2,5 децении? Лично за мене можам да кажа, уште не ми се верува тоа што го направивме. Али тоа е, не може да избегнеме од тоа.
Поинаку сега ве доживуваат во клубовите, во средината каде што сте секој ден, еве, во Вардар или во Шкендија? Па добро, имаше честитки од сите, од играчите, од стручниот штаб. Може да се каже дека сега влагам во Вардар како со малку поголема самодојава, тоа што било пред тоа, но работите се исти таму. Бесир секако поинаку го доживуваат во Шкендија. Нормално дека поинаку и секој ти дава уште поголема поддршка за да продолжиш со уште поголеми успеси. Ова не е нешто мало, али можеме уште повише да усвоиме нешто повише со оваа репстација, со овој селектор, со овој стручен штаб, сите што се таму. Таму сте едно во таа репрезентација, но секој тагува на различен начин, секој се радува на различен начин, секој покажува различни емоции. Кој го доживеа успехот најемотивно? Кој најтемпераментно? Најемотивно ја можам да кажам дека Давид Бабунски беше тој најемотивниот што сум го видел. Така. Филозофот во репрезентацијата. Може да речеме така. Давид Бабунски и Бобан Николов сосема спротивност веројатно. Видовме на кој начин Бобан Николов го поведе орото во салата за пресконференции после надпреварот со Шкотска. Очекувавте дека Исланд може да киксне на домашен терен против Украина? Па, јас искрено очекував. Мислам дека и дел од играчите сите очекуваат дека може да киксне Исланд, бидејќи знаеме дека Украина е квалитетна репрезентација. Но наша беше да одиграме надпреварот со Шкотска, да даеме се од себе, па да видиме што ќе биде на крајот. Ги слушавте реакциите на публиката на секој погодок на Исланд или Ние Украина? слушавме само реакциите на публиката, значи само Украина која даваше гол. И јас себе си мислам дека 3-0 е резултатот, 4-0, не знам што. На крај на утакмицата кога ни кажа 3-2, не верува тоа. Али Сега цела јавност очекува голем дел или сите од таа репрезентација да бидат во составот на најдобрата селекција на репрезентацијата, а знаеме дека првиот предизвик е баш предизвик во Гранада против Шпанија на 12 ноември. Секој сака да биде дел од репрезентација на Македонија, уште повеќе кога е во прашање репрезентацијата, но чувствувате ли дека овој ваш тим е посебен, специјален? ја можам да кажа дека кога сме заедно сме појаки. Кажувам за овој тим што сме U21. Сега кој ќе биде во репрезентација, тоа е плюс за секој играч да игра за репрезентација и не е малку и против Шпанија да играш. Се надевам дека ќе биде голем дел од нас, али тоа не зависи од нас. Игор? Па не знам, тоа е сепак работа на селекторот. Ние нормално дека секој играч сака да игра за репрезентацијата. Меѓутоа, тоа е на селекторот, на работа. Ние го даваме својот максимум во клубовите, во младинската репрезентација, па ќе видиме. Сега не очекува 2017 не очекува смотрата на најдобрите 12 репрезентации. Многу е потешко да влезеш на младинско европско првенство, веројатно, отколку на собир на кој што има 24 репрезентации. Таму е собрана буквално елитата во европскиот Најдобрите фудбал. може да кажеш. Со Полска ќе играме пријателски на 10 ноември, ама ова е баш токму тоа за кое што сонувавте во текот на својата фудбалска кариера, иако се уште сте млади, по 21 година. Можеме ли таа иста енергија, со таа иста матрица да влеземе и на смотрата во Полска 2017? Па, секако дека можеме. Исто како што влеговме на овие квалификации, со таа целина, со тој дух заеднички што го имаме, мислам дека ќе го пренесеме и на европското и мислам дека ќе изненадиме и таму многу репрезентации. Мислиш дека сега поинаку не доживуваат и останатите селекции? Нормално, пошто сега сме на европско. Пред ова не мисла некоја, можам да кажам, некоја слаба селекција, али сега сите не респектираат, имаат респект, почит кон нас. Нормално е дека кога ќе идеш у европско, ќе те респектираат сите. Ве респектираат ли во клубовите? Сега. Еве двајцата во изминатите неколку месеци, па и не сте прв избор на тренерите на екипите, ви
пречи ли тоа? Мака ли вие понекогаш? Па секако дека е мака кога нема да играш надпревари, но немам зашто да се љутам, мој само да работам. Едноставно Гачевски е сега прв голман во Вардар, он одлично си ја завршува својата работа. Не спаси доста надпревари оваа сезона, одлично брани, немам зашто да се љутам зашто не игра. Тоа е вистинскиот одговор. Ситуацијата со Демири и со Бејтулаи е покомплексна отколку таа на Алексовски. Вие тренирате индивидуално, ако не се лажам. во Да, последните така е, тренираме индивидуално и имаме уште може договор со клубовите. Јас сум подготвен. И тие кога се подготви, значи да бидам дел од тимот. Докога имам договор, ушкендија сум, не можем да заминам нигде. Знаете дека дел од оваа емисија Куќе на фудбалот во тој сектор C1 ќе биде и вашиот репрезентативен колега Дарко Велковски. Како би го опишале Велковски во неколку реченици? Демири? За мене сите U21 се као, може да кажем, као браќа. Сите исти ги гледам, и Игор, и Дарко, и Енис, и другите. Можем да кажем, сите се одлични дечки, така. Игор? Репрезентативен колега и дел од Вардар. Да, од Вардар. Па би го опишал као многу лабав човек, као човек што не се замара со ништо во живот. Ама тоа кога е надвор од теренот, а кога е на зелениот терен, тогаш целиот фокус Па веројатно е на топката и на играта. Фокусот е на 100%. топката, ама пак има моменти кога се опушта и знае да направи некој потек повеќе. Ама дека ти си најблиску до Дарко Велковски на теренот, ако е на стоперската позиција, веројатно можеш да му сугерираш. Даре, врати се, Па да, покри. често му викам, но тој пак го понесува. Ако е некој надпревар каде што не напаѓаат многу, знае да се опушти маце и кога ќе земе топка некој лажњак да направи. Кога видовме тоа со Северна Ирска во Скопје. Енис Барди дојде на патерици пред почетокот на подготовките со Шкотска и многумина мислеа дека нема да може да настапи. И тоа е уште една потврда колку оваа селекција која што ја предводи Милевски е специјална и посебна. Ги фрли патериците и го реализираше, ако не се лажам, и првиот тренинг. Да, многу минав, така мисла и ја така мислев кога дојде прв ден, али тој се врати брзо. Имаше, како да кажем, сакаше да помогне на нас и тоа тренираше со нас 2 тренинзи, играше утакмица, даде гол. Господ даде што може да каже еден од најдобрите у терен беше така. Драго ви ако ве вратам на последниот пораз со репрезентацијата на Македонија? Не ни е драго, али може само да коментираме нешто. Кога е завршена приказната, лесно е. Лесно е да ве вратиме на Рејкјавик и поразот од 3:0. Од тогаш врзавме неверојатна серија. Ги срушивте сите можни рекорди кога е во прашање статистиката, бројките. Чувствувавте дека после тој надпревар и тој убедлив пораз од 3:0 можете да се кренете и да одиграте брилјантни надпревари против Украина, против Франција, против Северна Ирска, против Шкотска? Па да, ние игравме, значи, и со Исланд, иако што изгубивме 3:0, имавме, може да кажем, 12-13 минути тие што примавме тие 3 голи негативни. Каква беше реакцијата на Милевски после надпреварот? Па нормално, имавме некој краток состанок со селекторот. Го анализиравме тоа и тоа остана таму, значи, може да кажем, у Рејкјавик тоа остана и после Украина дојде сосема цела нова приказна и почнавме со позитивни резултати и така ни завршија. Ви годат сите тие приеми, честитки, ве прими председателот на државата, председателот на владата. Веројатно прв пат стапнавте во тој дворец, во таа сала. Сега го дека ни годат, бидејќи тогаш сваѓаме дека сепак не сме направиле некоја мала работа. Почна во Арачиново, Прво почна во фудбалска школа Бешикташ, па после Бешикташ фудбалска школа од тука. од тука Чаир, да. Па после беше, може да кажа, повредена, па трета лига, па после Шкупи, па од Шкупи сега сум у Шкендија. Мислеше дека за толку кратко време можеш да направиш големи работи? Сега веројатно сте на мета и на големи балкански и европски клубови. Репрезентацијата дека ти го
даде тоа на начинот на кој што вие и го дадовте на Македонија, на дрештот со државниот грб. Дека тоа е одскочна даска за напредок во кариерата. А тоа не можеме да го, како да кажам, не можеме да го извадиме дека репрезентацијата не ни даде некој одскок да идеме да играме у некој европски клуб или не. Тоа у репрезентацијата само добивме нешто повише, ништо не изгубивме. Кој е твојот фудбалски идол? Петар Чех. Петар Чех. Да. А и наликуваш на Петар Чех. Па не баш, ама. Бесир? Учиш од некого? Копираш нешто? Крадеш нешто? Од сите крадам, од сите учам. Моја позиција не можам да кажам е, пошто играв сега лев бек, некоја утакмица играв и као лево крило и као, значи, среден играч. Учам од сите, крадам од сите, така. Сега знаете дека ќе бидете примери за многу останати селекции. Сега сте свесни веројатно дека и децата кои тренираат фудбал во младински категории ќе ве гледаат поинаку. Ќе бидете репер за успех. И однесувањето веројатно сега треба да ви биде позрело. Ние сме репрезентативци, прва селекција која што е пласирана на европско првенство, треба да созрееме буквално и како луѓе, и како личности, и како фудбалери. Подготвени сте за тој крупен чекор? Па, подготвени сме. Кратко и јасно. Тоа не е само сега, пошто направивме некој резултат. Тоа и пред да направивме овој резултат, треба да бидеме, значи, подготвени за се. И сега се подготвени, значи. Еден од насловите во дневните весници на Македонија и се случи чудо, славиме лудо. Славевте лудо после надпреварот со Шкотска? Можам да кажа, баш така беше лудо се. Кој беше најрасположениот на таа ваша забава, која што апсолутно ја заслуживте? Па као секогаш имаме еден Боба Николов, кој што за овие работи е специјален. Николов, значи е човекот кој што ги Прв за ова. капитенски. Капитенски нападен. Момци, ви посакувам многу успех во кариерата, и на клубски, и на репрезентативен план. Имате некој прашање за Дарко Велковски, кој што ќе го видиме за кратко во сектор C1? Па немам, оставам на вас да го прашате. Дали му е подраго да игра во средниот ред или на стоперската позиција? Тоа е во ред прашање. Па во ред, ама мислам дека го знаеме сите одговорот кој е. Кој одговора? Стопер. Затоа што има помалку трчање или? Па не знам зашто, ама мислам дека повеќе му лежи. Ви благодарам уште еднаш што бевте во куќа на фудбалот. Израдувајте ја Македонија на секој следен надпревар, давајте се од себе и бидете пример за младите деца кои што тренираат и играат фудбал. Вие веќе направивте многу за. Фала и на вас за поканата, се надевам дека ќе бидеме за поголеми успеси. Тука ќе дојдеме пак. Го гледаме прегледот на најинтересните моменти од 10-тото коло во првата лига. 8-миот круг се играше во втората фудбалска конкуренција и се селиме во сектор C1, таму се дружиме со Дарко Велковски. Во надпреварите од 10-тото коло во првата македонска фудбалска лига, Работнички Македонија 2-1, Шкупи Вардар 0-0, Силекс Шкендија 1-3, Пелистер Победа 2-0 и во Тетово Ренова Брегалница 1-0. Ракета Земја воздух на најдено во 95-та минута за победа на Работнички против Македонија Ѓорче Петров од 2-1. Потегот на надпреварот, на колото, можеби и на сезоната го има Бојан Најдено, фудбалерот на Работнички, кој постигна прекрасен погодок во 95-та минута и му донесе 3 бода на составот на Виктор Треневски. Јашаровски во 23-та минута стрелаше прецизно за водство на Македонија Ѓорче Петров во првото полувреме. Ова е слободниот удар на гостите од Ѓорче Петров, изненадувачки. 1-0 предност за Македонија на полувреме против Работнички. Работнички имаше дури 9 фудбалери во својот состав кои има репрезентативни обврски во изминатите 2 седмици. Од тука надпреварот и не беше баш најдобар за тимот на Виктор Треневски, но најзначајно е што
романтичарите освоија 3 бода против Македонија Ѓорче Петров, иако со многу мака, по 4 меча без победа, Работнички успеа да стигне до триумф. Кире Марковски постигна прекрасен гол за 1-1 во 58-та минута. Ова е слободниот удар на еден од фудбалерите на Работнички, кој успеа да го одбрани голманот Целески. Македонија Ѓорче Петров имаше уште неколку полушанси, но казната стигна во 58-та минута, откако младинскиот репрезентативец Кире Марковски ја продолжи својата гол серија. Беше стрелец на еден од двата гола против Шкотска на надпреварот за репрезентацијата до 21 година. Еве го моментот во 58-та минута, кога Марковски успеа да израмни на 1-1, 58 минута. Убав погодок се сам направи Кире Марковски, пласираше неодбранливо за Целески и за израмнување на резултатот на 1-1. Во 74-та минута Работнички играше и со фудбалер помалку, откако судијата Ставрев му покажа директен црвен картон на Леон Најдовски, но во 95-та минута момент за паметење на Бојан Најденов од околу 35 метри успеа да постигне еврогол. Ова е црвениот картон за Леон Најдовски во 74-та минута. Нов обид на Македонија Ѓорче Петров од слободен удар. Божиновски беше на голот на Работнички. Силјановски имаше шанса пред истекот на регуларните 90 минути да му донесе водство на Работнички, не беше прецизен, а ова е моментот од 95-та минута кој веројатно долго ќе се прераскажува, вистинска бомба на Бојан Најденов за голема победа на Работнички против Македонија Ѓорче Петров од 2-1. Дерби на преварот се одигра на Чаир. 0-0 Шкупи против Вардар. На Чаир имаше одлична атмосфера, полна трибина, расположени актери за динамичен и добар фудбал, но голови немаше. Вардар не успеа да постигне погодок на тешкото гостување. Лани славеа два пати со 1-0 и 3-0. Годинава на двата надпревари двете екипи ги поделија бодовите 0-0 и на надпреварот од 10-тото коло Шкупи против Вардар. Ова е моментот кога Вардар ја имаше својата прва шанса во почетните минути, а во 7-та минута Мухарем Бајрами се обиде од 20 на метри под гредата, но Гачевски извонредно реагираше. Најдобрата шанса за домашните и веројатно на надпреварот ја имаше Адем, кога со глава го погоди само дирекот од 2 метри, не успеа да го совлада Филип Гачевски. Многу среќа за Вардар, остана неискористена шансата на Адем по центар шутот на Кадрију. Во второто полувреме Бобан Николов имаше прилика да му донесе предност на Вардар, не беше прецизен со глава. Ова е обид на Стефан Спировски, кој успеа да го одбрани одличниот Зендели. Од нов слободен удар се обиде повторно репрезентативецот Стефан Спировски и повторно Зендели беше на висина на задачата. До крајот од надпреварот Вардар не создаде 100% шанса за погодок. На овој резултат 0-0 многу повеќе се радуваа домашните фудбалери и домашните навивачи. Гоце Седловски останува да го подготви својот тим, да биде во многу подобро издание на надпреварот против Шкендија од 11-тото коло. Шкендија безмилосна против Силекс во Кратово. Победа на Шкендија од 3-1, надпревар во кој
Тетовчани апсолутно доминираа, посебно во првото полувреме. Постигна ран погодок уште во втората минута, а ова е 15-тата секунда кога првата шанса не ја искористи Бесарт Ибраими, двојниот стрелец за Шкендија на овој надпревар. И веќе во следниот напад Алими одзеде топка, додаде до Хасани, овој до Жуниор, бразилецот вистински екзекутор, немокен Никола Вујанац, голманот на Силек за водство на Шкендија против Кратовчани од 1-0. Ова е додавањето на Ферхан Хасани до бразилецот Жуниор, немокен Никола Вујанац. Шкендија има предност веќе по 2 минути од 1-0. Во второто полувреме, во четвртата минута од продолжението, прекрасен погодок на Бесарт Ибраими. Асистенција сега на Армен Талими. Убаво ја прифати таа топка репрезентативецот Бесарт Ибраими. Шутираше неодбранливо за 2-0 предност на Шкендија и веќе беше јасно дека надпреварот е решен. Силек се обиде во првото полувреме со удари од далечина. Филиповски имаше најдобрата шанса, не ја искористи, а вториот гол на надпреварот Бесарт Ибраими го постигна по додавање на положани. Немокен беше Мицков да го запре налетот на Ибраими, не реагираше ниту Вујанац, иако се обиде да блокира. 3-0 со голот на Бесарт Ибраими, 65-та минута. 5 минути подоцна, во 70-та минута, положани не успеа да го спречи нападот на Кратовчани. Игор Неделјковиќ, најдобриот стрелец, ја прифати таа топка, тоа додавање од Глигор Глигоров и постигна убав погодок од тежок агол. Немокен Захов Силек само го намали резултатот на 3-1 во 71-та минута. Пелистер ја прекина серијата од 5 меча без победа. Во дербито на Пелагонија славеше на победа со 2-0, сосема заслужен триумф на Пелистер под водство на новиот тренер Начи Шенсои. Во првото полувреме не видовме погодок, немаше ниту 100% шанса за еден од двата тима. Од против напад се обидуваше победа да реализира, но не успеа. Ова е наивноста на Колески во само 5 минути, 2 жолти картони во 13-та и во 18-та минута и сосема заслужено му беше покажан патот кон соблекувалната. Димитар Мечкаровски одлично, авторитетно го водеше надпреварот. Ова е голот на Бујчевски во 62-та минута. Прво Лукас ја зафати таа топка. Бујчевски само го потврди водството за голема радост на домашните навивачи на стадионот под Тумбекафе. Се беше полесно по овој гол на Бујчевски. Во преостанатите 30 на минути доминираше Пелистер, имаше и фудбалер повеќе. Се играше четвртата минута од судиското продолжение, кога Лукас Гоијано, еден од најдобрите стрелци во првата лига оваа сезона, успеа да стави печат на победата, да постигне погодок, негов 6-ти оваа сезона и да го потврди триумфот на Пелистер против победа од 2-0. Манчевски истрача на околу 30 на метри од голот. Тоа го искористи бразилецот и погоди за 2-0 победа на Пелистер против Прилепска победа во дерби на надпреварот од 10-тото коло. Ренова Брегалница на градскиот стадион во Тетово 1-0. Нухи ги реши дилемите околу бодовите на овој надпревар. Продолжува непобедливата серија на тимот на Ренова во овој дел од
националното првенство. Петти меч поред Аренова нема пораз, а во таа низа втор пат се радуваат. Во 10-тото коло со голот на Фисних Нухи од 75-та минута од пенал ја совладаа Брегалница со 1-0, иако и Штипјан има своји прилики, посебно во првото полувреме, останаа неискористени. Во продолжението сосема поинаков меч за Аренова. Многу подобро одиграа фудбалерите на Аренова и заслужено ги освоија 3 бода. Во 75-та минута, клучниот момент, Петров стартуваше врз Ремзи Фаик Селмани, судијата Екимовски досуди пенал, а сигурен реализатор на најстрогата казна беше капитенот Фисник Нухи. Еве го моментот од 75-та минута кога беше досуден пенал за тимот на Аренова. Капитенот Нухи сигурен реализатор за водство и на крајот победа на Аренова против Брегалница од 1-0. Пред крајот на надпреварот, Саше Ѓорески со лакт го удри домашниот фудбалер, а судијата Екимовски му додели црвен картон. Со што задачата на Аренова беше дополнително олеснета, голема значајна победа за Аренова против Брегалница во Тетово од 1-0. Вардар има 2 бода повеќе во однос на Шкендија, но тетовскиот клуб има надпревар помалку за останатиот против Шкупи. Работнички е на 3-то место, Пелистер е 4-ти, следуваат Ренова, Шкупи, Силекс, Победа, Брегалница и Македонија Ѓорче Петров. Осми круг во втората македонска фудбалска лига, Академија Пандев Скопје 2-0, Вардар Неготино Новаци 0-2, Љубанци Тетекс 2-0, Евромилк Велазерими 2-1 и Металург Хоризонт Турново 3-1. Во дербито на двете водечки екипи на втората лига, домашната Академија Пандев со по 1 гол во двете полувремиња славеше сосема заслужена победа над второпласираниот Скопје и уште поубедливо ја зацврсти лидерската позиција. 1-0 на полувреме имаше водство Академија Пандев и многу шанси кои останаа неискористени во првото полувреме. Ова е моментот кога Академија Пандев со голот на Сашко Пандев обезбеди предност од 1-0. По ова водство во третата минута Балдо Валиев, Марков и Дориев не искористија уште најмалку 3 своји 100% прилики за удвојување на предноста и тоа е нешто што требаше по првото полувреме да ги задоволи фудбалерите на Скопје, минималното водство на Академија Пандев, но во второто полувреме нов гол во мрежата на Скопје за 2-0 во 64-та минута. Младиот Јани Атанасов со прецизен удар од 17-18 метри го погоди десниот долен агол за зголемување на предноста на Академија Пандев на 2-0 и надпреварот беше решен. Единствената добра шанса за гостите во 76-та минута остана неискористена. Голманот Истатов го одбрани ударот на Али, се на се заслужена победа на Академија Пандев за зацврстување на првото место во втората македонска лига. Вардар Неготино Новаци 0-2. Тоа е епилогот на дуелот во Неготино. Ерсен Сали со 2 гола на почетокот и на крајот од второто полувреме му донесе големи 3 бода на својот тим, на Новаци. Во 49-та и во 82-та минута беше прецизен Ерсен Сали
Новаци е во серија од 3 надпревари со победа. Ова е првиот гол на Сали во 49-та минута. Немоќен беше голманот на Вардар Неготино, убав удар на Сали, рака на срце, блокираше и одбранбениот фудбалер на Вардар Неготино. Топката се одби. Немаат пораз уште од првото коло фудбалерите на Новаци кога загубија од Евромилк во Скопје. Оттаму Новаци е на второто место со 18 бода, 4 помалку од Академија Пандев. Еве го вториот погодок на Сали во 82-та минута за продолжување на победничката серија. Владо Данилов, еден од најискусните играчи кај домашните, во 83-та минута доби втор жолт картон, односно црвен картон. Вардар Неготино остана и со фудбалер помалку на овој надпревар. Ова е моментот кога лошо реагираше домашниот фудбалер Владо Данилов, сосема непотребно. Неговата реакција значеше дека пред време мора да го напушти теренот, повеќе изфрустрирани од играта и од резултатот, отколку од однесувањето на главниот судија, фудбалерите на Вардар Неготино. Со головите на Христоф и Чаволи, Евромилк стигна до победа над Велазерими на домашен терен. Велазерими имаше своји шанси посебно во првото полувреме, кој не ги искористи. Најубавата во 40-та минута, кога Лога од идеална ситуација не погоди за 1-0, а веќе следната акција донесе казна, водство за Евромилк од 1-0. Ристевски нафрли, а на петерец повисок во скокот од голманот Незири беше Симеон Христоф. Еве го моментот кога Евромилк успеа да стигне до водство од 1-0, гостите бараа прекршок, но не го добија. Во второто полувреме Евромилк навреме постигна втор погодок, односно им го подарија гостинските фудбалери. Цуцули во обид да реши една ситуација, додаде за голманот Незири, но овој премногу чекаше. Беше стигнат од Чаволи. Успеа да погоди на крајот за 2-0 предност на Евромилк против Велазерими. Шести гол за Чаволи оваа сезона во надпреварите од втората лига. Не се предадоа фудбалерите на Велазерими. Постигнаа погодок преку резервистот Фетахи во судиското продолжение. Но на крајот само за намалување на предноста на 2-1, голема победа, 3 бода за Евромилк против Велазерими. Еве го погодокот на Фетахи, прекрасен удар за 2-1. Со оваа победа тимот на Евромилк останува на третото место на табелата во втората лига со 15 бодови, колку што има и Новаци. Заостануваат двата тима 4 бода во однос на лидерот Академија Пандев. Еве го одново погодокот на Фетахи за конечен резултат Евромилк Велазерими 2-1. Интересен надпревар на Железарница. На крајот се радуваше Металург против Хоризонт Турново, победа од 3-1. Одличен надпревар за младиот состав на Металург против Турново. Динамичен, со многу шанси, со
4 погодоци, 3 во мрежата на Хоризонт Турново. Во 23-та минута Теодор Фидановски испрати долга топка до Додев, а овој влезе во 16-етникот. Над него стартуваше Димовски и судијата Качевски покажува пенал. Наумовски во оваа 24-та минута е сигурен реализатор за водство на Металург против Хоризонт Турново од 1-0. Во 37-та минута Хоризонт веднаш врати со шанса на Божинов, но неговиот удар не беше најпрецизен. Во 44-та минута и Крстовски се закани. Добар беше Илич на голот на Металург, а Бакрачевски украде една топка од Темелков, излазе сам и низ нозете на Димовски стрелаше за 2-0. Тоа беше во 47-та минута. Во 57-та минута Хоризонт успеа да врати. Атанасковски од 30 метри упати силен удар кој заврши во горниот лев агол на Илич, ке го видиме овој момент. Еве го погодокот, прекрасен за намалување на предноста на 2-1, тука немаше простор да интервенира голманот на Металург. Атанасковски постигна еврогол за 2-1, а во 80-та минута Тихомир Фидановски го проигра Додев, кој беше прецизен, одлична асистенција на Фидановски до Додев за 3-1, конечен триумф на Металург против Хоризонт Турново. Изгледот на табелата во втората лига по 8 круга, Академија Пандев има 19 бода, по 15 Новаци и Евромилк, по 13 на четвртото и петото место Скопје и Металург, по 10 на шестата и седмата позиција Хоризонт Турново и Велазерими, од 8 до 10 место Вардар Неготино, Љубанци и Тетекс. Еве сме во секторот C1. Дарко Велковски е единствената русокоса во репрезентацијата до 21 година на седиште 2, ред 1. Даре, ти благодарам што си тука. Заради Лионел Меси е фризурата, имиджот сменет во изминативе помалку од 1 месец? Па не сум баш некој фан на Меси на Барселона. Прва видов Карон Рамзи од Арсенал и тоаш баш со некој другар правевме муабет, добро изгледа оваа фризура и пробавме нешто така на тој лик, да ми изгледа сивкасто бела. А Рамзи како профил на играч е прототип кој што го следиш? Не, само ради фризурата. Друго не го пратам многу. Го слушаше разговорот со твоите репрезентативни колеги, Бесир Демири и Игор Алексовски. Да не го погрешам Алексовски со Игор Ангеловски. Слични се, веројатно во телефонскиот именик се еден до друг и кај тебе. Да, мене ми се случи на таква грешка, ама не е за на телевизија. А место Алексовски да го побараш Ангеловски или обратно? Точно така. Како комуницирате со Игор Алексовски? Обично по телефон? За да знам што си му рекол на Ангеловски. Не можам да го кажам тоа, нормално си комуницираме. Направивте историја, напишавте книга. Прва репрезентација на Европско првенство. Сите честитки во изминативе 7-8 дена се на ваша сметка. Од кога легнаа работите на место, свесен си што направивте? Па еве, полека станува појасно дека многу голема работа сме завршиле со Или тоа ти, како што прво место. кажа Игор Алексовски, лабаво ги Лаво чувствуваш работа. многу, но не знам, после такмицата ете прв пат и да пуштам сози, не знам, од прво деление немам пуштано сози, не знам, сакав да престанам, но сози, доаѓаат ме гушкат, уште толку викам бегајте од мене, уште вие ми требате. Не знам, многу ја сакам оваа репрезентација, како другари, многу сме блиски. Не само репрезентација, идеме и кафење, има и дружба надвор од репрезентација која не сме на собир. Сите сме
многу заедно, веќе мислам 4-5 години, уште од U17, U19, се чувствува таа хемија меѓу нас и не знам, супер и селекторот убаво не сближи сите и мислам дека он има многу голема заслуга со дисциплината што ја внесува во оваа репрезентација за овој успех и се надам нема да застанеме тука и идеме на европско. На 16 години дебитираше во европските купови за работнички против Транснарва, ако не се лажам. И тогаш сите го вперија прстот кон младото момче од средниот ред, тогаш беше креатор на играта на тој работнички и велеа ова дете ќе има голема фудбалска кариера. Среден ред, па вратен на позиција централен дефанзивец. Кој е омиленото твое место на теренот? Па моје омилено место е стоперската позиција. Се чувствувам многу подобро кога играм како штопер и мислам дека можам повеќе да дадам како штопер. Но секако и многу е добро во фудбалот да играш и две позиции, ако затреба во средината. Тука сум да помогнам кога треба и за везен ред. Тој проблем кога е помошта во прашање, кај таа репрезентација на Милевски и не недостасува. Не недостасуваше, имаме супер играчи во средниот ред и на резервната клупа имаше, но ете и Боби Николов и Барди мислам дека и сите надпревари ги изигра, така да немаше потреба за заден вез. И веднаш после тој огромен успех следуваат низ фудбалските кулуари имиња на клубови кои што се заинтересирани за дел од играчите. Дарко Велковски се поврзува со Динамо Загреб. Има вистина во... Па искрено не знам, прочитав и јас дека има интерес, некој нешто ми спомна, но немаше нека конкретна понуда, барем што е до мене. Ја што ми кажале другите, дали тренер, дали менаџер, немало нешто конкретно, но сигурно имало нешто од таму, некој интерес. За фудбалер кој минал во Зенит, ама поради ладното време во Сан Петербург не сакал да остане, Вардар ти е во ред во моментот? Па во моментов да, како млад играч, супер плюс сум тука со фамилијата, со другарите во Македонија, во моја родно Скопје, но се надевам дека во брзо време ќе одам во странство и во некоја подобра лига. Твојот брат, твојот помал брат е ракометар на Металург. Те доживува поинаку сега е брат ти или фамилијата од кога го направивте историски резултат? Секако дека мислам поинакво. Не можеме да живееме, се знаеме се цел живот, но секако дека се гледајќи него еуфорија за овој настан што сме направиле, што сме отишле на европско првенство, секако цела македонска јавност ме видат сега само за тоа ми зборат последниве 5-6 дена. И со брат ми и ретко се гледам, он на тренинг, ја на тренинг, Велат дека е многу поталентиран за ракомет отколку што е Дарко Велковски за фудбал. Ајде така нека биде. Секако дека е талентиран, ете сега го првата екипа на Металург игра стандардно и понесен сум и јас на него, како што и он на мене. Поносен. Хрватски. Па, така ми дојде. Даре, 12 репрезентации ќе бидат во Полска и сигурно и вие знаете дека мора да дадете и многу повеќе отколку во квалификациите за да останете забележани по резултатите и на Да, Европа. секако таму ќе има 12 репрезентации, тоа слушнав само 3 групи ќе има по 4 репрезентации, само првиот иде и една втора што ќе биде уште потешко од квалификациите, но се надевам нема да станеме само со влез на Европското првенство, се надевам и на полуфинале. Слушна на кој начин те опишаат Демир и Алексовски? Да, лабав човек. На кој начин ти би го опишал ја прво единицата во македонската репрезентација, Алексовски? Па, како сигурен на голот, секогаш верувам во него и кога враќам некои топки кои ќе ми ги даде, он знам дека имам подршка од него, секогаш со добри зборови од позади ме командува. Само убави зборови. Демир? Демири, нема што да кажам, супер дечко, се знаеме веќе подолго време. Се вклопи во репрезентацијата и супер моди него. Има искри помеѓу вас кога сте еден против друг на теренот, Вардар против Шкендија? Можеби ќе Секако истрчате нема заедно тука во више, недела? нема другарство тука кога играме против себе, сепак за бодови играме, за фамилија, за резултати. Нема тука другарство, секако после надпреварот ќе се дајме рака, но од надпреварот идеме јако. Баш се сеќавам и пред една година убаво му влегов, што се вика фудбалски,
тука во ребрата некаде, но се извини после утакмица секако. Даре, ти благодарам што беше во овој сектор, C1. Ви посакувам да сте здрави и со многу успех да ги браните боите на репрезентацијата и дај Боже да направиш трансфер во Бенфика. Слушнав дека Лисабон ти бил омилено одредиште. Па секако бев и таму на проба, таму е супер. Се надам дека еден ден ќе заиграм и за Бенфика за првиот тим. И фала на поканата, се надеваме после Европското па ќе се видиме за други успеси. Ти благодарам уште еднаш. Дарко Велковски, Бесир Демири, Игор Алексовски беа дел од Куќа на фудбалот. Ви благодарам што бевте со нас.